Почитувани гледачи, денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е Емил Димитриев, пратеник од општина Пробиштип, кој штотоку се врати од Скопје, каде беше потпишан договор кој е од доста големо значење како и за општината, така и за регионот. Господине Димитриев, кажете ни зашто поточно станува збор и од какво значење е ова за општината па и за регионот во нашата држава? Денеска е голем ден за нас, жителите од општина Пробиштип, меѓутоа како што кажавте и за жителите од регионот, бидејќи после година и пол разговори, подготовки, изготвување на потребни документации, прописи, дојдовме до фаза на потпишување на договор за градба на леарница за автоделови во нашата општина Пробиштип, која што ќе вработи околу 280 лица за почеток. Меѓутоа, меѓународните искуства во ова област, во ова индустрија покажуваат дека тоа се бројки кои што важат само за почеток, далеку по тоа се надминуваат. Јас бев пред 2 месеци во посета на иста ваква фабрика во Унгарија. Таму почнале со 500 луѓе, сега вработуваат 2000 луѓе, што само го потврдува што го кажав претходно. Значи, Пробиштип имаше голем процент на невработени луѓе кои што ја бара својата екзистенција и ова за перспективата на Пробиштип е од огромно значење. Така, спомнавте дека за почеток треба да се вработат околу 280 луѓе. Тврдите и со сигурност дека можеби овој број ќе се зголемува во иднина. Ова се почетни 280 директни вработувања, меѓутоа ќе има еден огромен број и на индиректни вработувања на компании кои што ќе работат за оваа фабрика, така да бројката е повисока од тоа што е најавено како 280 вработени, и самите инвеститори најавуваат дека ова е само прва фаза, дека понатаму планираат да го прошират своето производство од страна на државата, од страна на општината, ќе ги направиме сите услови да го прошират производството, со тоа нели го изголемат бројот на луѓе кои што ќе бидат работно ангажирани. Овде е важно да се спомене и фактот што во овие вработувања еден дел ќе бидат на луѓе кои што се со високо образование, значи ќе им требаат во прва фаза од 30 до 50 инженери. Пробиштип има ваков кадар. Еден дел, мора да признам, ради тоа што не нашол екзистенција во Пробиштип, работи привремено во Скопје, патуваат под кири во Скопје, се снаоѓаат, па тоа се фамилиарни проблеми на како да кажем, одделени луѓе од семејството, тие луѓе ќе се вратат, и на луѓето кои што во моментот сега се со такви соодветни звања во Пробиштип ќе им се даде шанса да се вработат. Исто така ова ќе има импакт и на стандардот на платите во Пробиштип. Значи, самата конкуренција очекувам да се го направи своето, дека сега стопанските субјекти веќе имаат нов конкурент и ќе мора да се борат да понудат подобри услови за вработените. Очекувам дека за кратко време кога ќе профункционира оваа фабрика ќе влија и на нивото на платите кај останатите субјекти во Пробиштип. Имате ли информација од кога треба да започнат првите вработувања во оваа ферма? Значи, инвеститорите имаат амбициозен план. Тие планираат да одат со најможно кратките рокови. Ние треба да ги пратиме тука со потребна поддршка од аспект на се што значи одобрение за градба, потребна документација. Предпоставка е дека реално отпочнување на градбата на фабриката може да се очекува крај на септември, почеток на октомври, што е релативно одличен рок. Нивниот план е да во првата половина од наредната година веќе имат готов производ. Тоа се исклучително брзи рокови, мораме да признаеме, од градба до вадење на готов производ, кои што ветуваат и даваат дополнителна сигурност дека имаме работа со сериозен инвеститор кој што патем има градено фабрики во цела Европа. Значи, фабриките во добар дел се во самите градови во Европа со највисока технологија, бидејќи работа со индуктивни печки ќе бидат големи потрошувачи на струја. Значи, тоа е еден нов технолошки процес за леење на металите кој што има минимум загадување. Значи, буквално тоа спаѓа во типот на зелени технологии и оправданоста е тука и нашата храброст да помогнеме овој инвеститор да се задржи во Пробиштип беше баш и од тој аспект. Значи, вработува, загадува во некој оптимален
дозволен законски минимум како што загадува сите стопански субјекти и отвора нови перспективи за градот. Така, кажете ни што им нуди Пробиштип на инвеститорите, односно зошто токму Пробиштип го одбра за својата инвестиција? Значи, како поранешен заменик министер и како сега како пратеник, неколку пати имам разговарано со министрите за странски инвестиции, со премиерот, што е тоа што треба да го направиме ние на локално ниво за да привлечеме одредена инвестиција. Искрено да бидам, ние до сега како општина нудевме локации исклучиво во категоријата на лесна незагадувачка индустрија. Интересот беше мал, односно интересот беше сведен само на локални компании кои што го дислоцира производството и изградија нови стопански субјекти, меѓутоа тоа не влијаеше на вработеноста. Едноставно само се премести вработените во поубави услови, во како да кажам достоинствени услови. Овој пат пробавме со понуда во делот на индустријска зона, со загадувачка индустрија и морам да признам, инвеститорот во почетокот и не беше заинтересиран баш за Пробиштип, бидејќи реално гледано во Македонија има неколку поатрактивни локации за инвестирање, меѓутоа како да кажам, беше замолен од владата и беше укажано дека имаме силен интерес да во Пробиштип се отвори одреден стопански капацитет кој што ќе влијае на економскиот развој на градот и луѓето излегува во пресред да сепак се лоцираат во нашата општина. Така, во секој случај економскиот развој на градот ќе биде многу подобар, се надеваме сите. А и сега кажете ни во тек се уредувањата на индустријската зона во Пробиштип. Значи имате ли интерес од други компании да не застанеме само овде, нели? Значи реално кажано ние можеби сме меѓу првите општини кои што наоѓањето на инвеститор со отпочнувањето на градба на индустријската зона отприлика одеше паралелно. Најголем дел од индустријските зони во Македонија прво се граде индустријските зони, па потоа се нудеа на потенцијални инвеститори, па минуваше време, има индустријски зони кај што се изградени година-две, уште се во преговори одредени инвестиции, кај нас тоа не е случај. Значи ние веќе имаме инвеститор. За потребите на нашата индустријска зона ќе се потрошат отприлика околу 1,5 милион евра, значи во делот на довод на струја, во делот на довод на вода и канализација. Голема е ставката за струја, од причини што кажав претходно, овој инвеститор ќе побара од државата 22 мегават часа струја, вака илустративно кажано, цел Пробиштип со сите села троши 21. Значи, за да еколошката компонента биде запазена, одат на тој процес со индуктивни печки кои што бара висока струја. Значи, таа конструкција е обезбедена, МЕПСО ќе земе делот за довод на струја, обезбедени се пари преку Министерството за транспорт и врски за водоводот и канализацијата и наскоро отпочнуваме градба на овие работи. Меѓутоа, бидејќи просторот кај што ќе биде фабриката ни дозволува и тоа е наистина вака соодветен простор за индустријска зона, уште сега ќе уцртаме парцели и за дополнителни капацитети. Капацитетот за струја, вода и канализација уште сега го планираме да имаме, како да кажам, луфт и за 2-3 нови фабрики и јас се надевам дека во догледно време ќе бидеме сведоци на втората покрупна инвестиција во Пробиштип. Според проценката, колку чини се тоа инвестиција? Значи, оваа инвестиција, значи првата фаза на инвестицијата на компанијата Crown Foundry е во вредност од 15 милиони евра. Значи, 15 милиони евра ќе потрошат за градба на фабриката. Бидејќи сте регионална телевизија, сакам и регионалниот момент да го споменам, значи проектот за фабриката го изготвува штипска компанија за проектирање актива, значи сите по некој ќар и бенефит имаат кога нешто се гради. Меѓутоа, ја очекувам дека тие ќе се шират и понатаму таа инвестиција ќе се зголемува. Така, господине Димитриев, ви благодарам за гостувањето на Канал Плюс телевизија, а вие, почитувани гледачи, понатаму останете со нашата програма и имајте пријатна вечер.